Пред грабнувањето на Вања, Љупчо Палевски прво сакал да киднапира директор на градежна фирма, а потоа 38 годишна ќерка на сопственик на веледрогерија. Ова на денешното продолжение на судското рочиште за убиството на Панчо и Вања го изјави обвинетиот Велибор Манев. Откако ги слушна деталите за грабнувањето на Вања, нејзиниот татко Александар Ѓорчевски ја напушти седницата. Повеќе детали има Михајло Видемлиски. Михајло, заврши ли денешното рочиште и кои се главните искази? Во овој момент во кривичниот суд се уште трае судската расправа во однос на убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Обвинетиот Велибор Манев се уште раскажува, односно одговара сега во овој момент на прашања на обвинителството, откако претходно ги раскажува деновите и моментите од грабнувањето на Жежовски и на Вања Ѓорчевска. Тој тврдеше дека Вања била грабната по грешка, дека мислеле дека треба да грабна 40 годишна жена, ќерка на сопственик на фармацевска компанија. Љупчо Палевски Палчо, како што кажа Велибор Манев, претходно им покажувал неколку пати слика од жена за која што мислеле дека треба да биде грабната, и така откако претходно бил земен Цитроенот од Панче Жежовски, откако бил киднапиран и убиен, имало неколку обиди првично за да се грабне жената, како што вели тој. Првиот обид кога отишле кај зградата каде што живее Вања Ѓорчевска, закаснале, па не можеле да го изведат тоа. Вториот пат неуспешен обид бил затоа што излегла жена во одеден од дуќаните кои што биле во близина, и на третиот пат тие кога отишле таму, внатре во зградата влегле Велибор Манев и Боре Видевски, додека Љупчо Палевски Палчо и Владко Кишешев останале надвор во автомобилите. Велибор Манев и Боре Видевски ја чекале жената, како што тврдеше првично тој, било многу темно во тој момент во зградата, единствена светлина ја добивале од вратата која што постепено се отварала. Излегло девојчето, тие и ставиле лента на устата и ги заврзеле рацете и нозете, ја ставиле во вреќа за спиење, и веднаш потоа им јавиле, комуницирале преку мотороли, му јавиле на Владко Кешишов со автомобилот да дојде пред зградата за да ја стават Вања во ѓепекот. Еве дел од сведочењето на Велибор Манев. Откако го отворивме ѓепекот кај местноста Оризови дупки, Палевски ја праша како се вика, кои се мајка и татко. Ни рече да ја извадиме да може да ја слика и да прати слика. Откако видовме дека е дете, а не жена, јас и Владков му рековме да ја пуштиме дека е грешка. Палевски пак викаше дека е таман. Се свртев да видам кај да ја ставиме, и тогаш Палевски му прииде на детето со пиштол со перниче во рака. Го испука куршумот преку перниче. Јас бев надвор од себе. Палевски се врати во пикапот, извади нови копач, мотика и јашов. Ги фрли кон нас и ни нареди да ископаме дупка за да се закопа детето. Копавме во таа смрзната земја. Тој ја фати од кај главата, ми рече ти земи ја, па јас и Владко ја фативме кај нозете и заедно со Палевски ја спуштивме во дупката. Палевски ја извлече вреќата за спиење и ја фрли во Цитроенот. Ни нареди да закопуваме. Кога завршивме, ни нареди да тргнам по него со Цитроенот, а тој го возеше пикапот. Така, претходно на ова се случува грабнувањето и убиството на велешанецот Панче Жежовски. Планот го кове Љупчо Палевски Палчо, кој што кажува дека има намера да киднапира лице, меѓутоа им треба да киднапираат лице чие што автомобил ќе го искористат за киднапирање на друго лице. Тогаш Велибор Манев предлага тоа да биде Панче Жежовски, бидејќи од претходно порасправија со него му должел пари, па така на 22 ноември 2023 вечерта одат во домот на Велибор Манев, а утрината и пред домот на Панче Жежовски, од каде што го киднапираат и го носат во близина на местото викано Рудник, каде што претходно уште била ископана дупка за таа намена. Во продолжение дели од ова сведочење на Велибор Манев. Панче го однесовме кај земницата која претходно ја ископавме. Откако се наведнав да го одврзувам, Палевски влета наеднаш и испука куршум во слепоочницата на Панче. Скокнав од местото, излегов од шумичката која беше обраснала врз самата земница. Застанав, бев пред колабирање, се тресев. Потоа се созедов од тоа што го видов. Во меѓувреме го видов и Боре како излегува од самото место, а Палевски го видов како го превртува Панче во дупката со сецерадата. Палевски дојде до мене, јас го прашав зошто ова не требаше вака. Тој ми рече, вака е почисто, нема што да се секираш. Јас му реков дека не сакам вака да продолжам, оти за вакво нешто не сум ни помислил. Тогаш за прв пат ме подбутна со раката и ми рече, да не расипуваме пријателство, имаш убава фамилија.
Одговарајќи на прашање и на својот адвокат, но и на јавното обвинителство околу инволвираноста на таткото на Вања Александар Ѓорчевски, кој што исто така е обвинет, Велибор Манев тврдеше дека претходно не го познавал, ниту пак имал некаква комуникација во однос на Александар Ѓорчевски. Обвинителството побара денеска и да се прочита исказ кој што тој го дал претходно во време на истрагата, тврдејќи дека е поразличен од она што денес го кажува, па во судница се читаше и тој исказ. Што ќе биде одлучено понатаму, односно како ќе продолжи судењето и сите поенти секако и подоцна во вестите. Студио